време е за првата утринска гостинка, нашата Искра веќе ја пречека. Се приближуваме кон природата, токму денеска на 2 октомври, кога стартува вака една промена голема во природата. Наша прва утринска гостинка, Александра Најдовска, собственичка на Медна капка. Добро утро, Александра. Искра, добро утро и за тебе. Добро утро. Морам да ве прашам кратко, како делува овај дошт, оваа промена? Тоа да кажам колку убаво го најави денот, ќе рече некој многу е убаво. Песна, да. Некако стигнавме. Така делува, да. Со лесно нека да, не знам на гостинката како ви беше утрото, фала Сузе. Одлично, мирно. Да. Мирно, смирено. Така. Александра, вас гледачите, нашите гледачи особено, веќе ве знаат, а ве познаваат и сите оние кои што се љубители на висококвалитетниот мед, така да речеме. Но ова утро се договоривме малку да не се фокусираме само на пчелата, туку малку да ја погледнеме и пошироката слика. Она што веќе секој еден од нас го знае е големата важна улога што пчелата игра во природата. Знаеме веќе дека ако изумре пчелката, дека наскоро и целиот живот да. на планетава ќе изумре. Но ме интересира малку оној фактор човек кој што исто така си врши добра работа во уништување на планетава. И со оглед на тоа што сепак е 21 век, сепак не сме неедуцирани, доволно знаеме, како е возможно да треба воопшто да зборуваме за тоа колку е важна природата? Ти благодарам на прашањето, опширно прашање и многу интересно, да. Кога се договаравме за да присуствувам во емисијата, сакав да опфатиме еден дел кој што е многу поопширен. Значи, пчелата не е само пчела која што носи мед. Значи, таа е дел од нашиот систем. Пред се, сакам да кажам дека моето семејство веќе 19 години се занимава со пчеларство, од кои 2 години постои Медна капка, бренд што го основав со брат ми. Откако го основав тој бренд, многу повеќе сум вклучена во пчеларството и многу повеќе сум свесна за она што сме ние, што е природата и што и правиме ние на природата и колкава голема важност имаат пчелите и природата за нашиот живот. Би кажала дека во време кога имаме секаква достапност на информации, свесно се, не би рекла дека недостасува свест. Мислам дека луѓето генерално се многу свесни што ни се случува. Меѓутоа, мислам дека постои една рамнодушност, каде што голем дел од поединците, не можам да кажам сите, значи постојат луѓе кои што навистина се трудат во позадина и прават работи што ние не ги знаеме. Постои кај поголемиот дел од популацијата една рамнодушност за она што ние правиме за да ја уништиме природата. Значи, ќе кажам дека природата е еден систем на многу врски. Значи, воздухот што го дишаме, храната што ја јадеме, водата што ја пиеме, сето тоа е дел од природата и всушност тоа сме ние. Значи, без воздух, вода и храна ние нема да постоиме. Сега пчелата е еден од најголемите опрашувачи на природата и затоа игра една голема улога во нашиот живот и во храната што ја јадеме. Низ годините наназад, кога ќе се враќам, баш и кога се спремав за оваа емисија да дојдам, гледав емисии на пчелари од пред 5-6 години, кога неверојатно е дека нивните прогнози за она што сега ни се случува се за жал остварени и верувам дека во иднина ако не превземаме некоја поголема иницијатива и оние прогнози кои што сега ги даваме, дека во иднина навистина ќе се остварат. Значи, низ годините се среќаваме со голема смртност на пчели, што е многу жално. Значи, во некои земји дури до 40% од пчелните семејства на пчеларите изумираат. Знаеме дека, тоест не знаеме, меѓутоа важно е да кажам дека околу 80% од онаа храна што ја јадеме ние е благодарејќи на опрашувањето на пчелите.
Значи, доколку Да, не е она што велиме само медот дека го произведуваат. Апсолутно не е само медот. Напротив, ние пчеларите сме врската помеѓу природата и здравата храна кај луѓето. Значи се придонесува и за унапредување на природата и за да се издржи биодиверзитетот и опрашувањето, меѓутоа и ги даваме тие благодети кои што ги носи пчелата и заедно целокупно пчеларство. Значи медот е навистина една многу здрава намирница која што секој од нас треба да ја конзумира. Сега тука опфаќаме еден друг момент. Ајде, може? Дали може, да, за оглед на тоа што се договоривме малку во два дела да го имаме разговорот пред да преминеме стриктно за пчелката. Насловот кога го одбравте приближување кон природата, имаше еден друг наслов што се мислевме, а тоа нели беше назад кон природата. Ви рековте не назад и некако почувствував во вашиот глас дека зошто не назад? Дали веќе доцна? Мислам дека е доцна. Значи назад комплетно да се вратиме кон природата. Може да се каже, меѓутоа многу е тешко реално да се оствари, затоа тоа сакав да го пренасочиме во друг момент на враќање кон природата. Кога веќе не можеме целосно да се вратиме кон природата и да ја задржиме целосно, барем она што е останато да го задржиме и малку да се навратиме кон неа, за да може тоа што го имаме, навистина да го задржиме и малку да го унапредиме. Како? Кои се оние, да речеме, мали навики кои што секој еден од нас, како поединец, може да придонесе во тоа? Првично би рекла сакање на природата. Значи, треба да ја сакаме природата, да ја чувствуваме природата, дека сме дел од нејза, и тоа ќе ни биде една голема навика. Во однос на конкретни навики, би рекла дека треба да ги чуваме пчелите, значи да садиме медоносни растенија, што е многу важно, посебно во градските предели каде што навистина немаме. Значи не е само да се насади некое дрво, да размислуваме малку каков тип на дрво садиме, каков тип на растенија садиме, тие да се медоносни. Има навистина многу голем број на растенија што може и на тераса во саксија да си ги насадите, ако живеете во градското подрачје, во дворови, во другите делови од градот, ако имате дворче, наместо, не знам, може да се сади лаванда. Лавандата е генерално преубаво растение, едно многу медоносно растение, лесно за одржување, да не ги убиваме пчелите, да не користиме пестициди. Значи, јас кога ги кажам овие работи, тоа се работи и навики што многу пати сме ги слушнале, значи не кажувам јас нешто ново, меѓутоа навистина верувам дека треба да дојде до свесност кај нормалната популација, кај генералниот, кај големиот дел на популацијата. Да, добро, вие споменавте дека е поголем проблем од свесноста, можеби таа грижа, односно не грижа. Точно. Не дека немаме поединци што се грижат, но еве зошто да речеме има некои цивилизирани општества, да речеме, имаат повеќе таа грижа или таа свесност за природата. Што на што недостасува? Дали е тоа едукација? Дали се, да речеме, проекти? Не дека нема проекти, знам дека уште во основното училиште се учат децата на тоа. Вие самата сте имале акција за засадување дрвца. Тога што е она што ни недостасува? Сметам дека ни недостасува систем што ќе се грижи за тоа. Сметам дека во другите општества луѓето се свесни, да, меѓутоа едукацијата што самата земја, државата ја спроведува, е на многу високо ниво. Значи, самата грижа за околина и нормалност кој ќе отидеме секаде надвор од тука, кажуваме како е чисто, како е поинаку од тука. Сметам дека кога самото население нема доволно свесност, дека треба да постојат одредени закони и навики кои што ќе мора луѓето да ги применуваат и на тој начин таа свесност да им стане секојдневие. Едукација, да, многу повеќе да се зборува за ова, да се зборува во повеќе делови од емисии што ќе течат во текот на денот, да постојат секакви едукации. И да стане веќе срам ако не се грижиме за неа. Точно, да стане срам, да стане срам ако не се грижиме за неа. Значи, не само за луѓето, сметам дека и за нас пчеларите треба да постојат едукации заради тоа што
Голем дел заради тоа што природата, болестите што ги имаат пчелите, пестицидите што ги користат земјоделците, треба да се пестициди што се добри за пчели, треба да има едукации како тие да се применуваат, како ние да се носиме како пчелари со тие пестициди, со промените, со болестите, затоа што светот оди напред. Климатските промени самите ја менуваат природата и ние мораме да одиме со тој тек. Јас ќе ги замолам колегите, но не, веќе самите го почувствува разговорот, го сменија веќе насловот, а тоа е дека ние сме последна генерација која што можеме да ја спасиме пчелата. Дали е навистина толку алармантно? Да, мислам дека е навистина добар наслов што треба да им се врти на луѓето во главата, затоа што ако сега не се направи нешто, веќе сме во некоја, да речам, алармантна состојба и дека ако сега не се освестиме и не направиме нешто, верувајте дека за 10 години ќе ги немаме и оние домашни производители што викам што ќе кажам јас дека е навистина за мене ненормално да бараме домашни производители кои што ќе ги бараме нели преку луѓе да имаат домашен домат, патлиџан, крставици, што тоа треба да го имаме како дел од наше секојдневие, значи така во иднина ќе бараме и за секоја друга храна, овоше, зеленчук, што се зависни од опрашување на пчелите. Ќе останеме само на ориз и на компир и на житарки. Верувам дека тоа никој од нас не го посакува, меѓутоа е вистина. Голем дел од растенијата во некои делови каде што ние чуваме пчели, ќе кажам дека се исчезнати. Значи не постојат. Сушата во летниот период и немањето вода си го прави своето. Ова време сега што доаѓа, какво е за нив? Ова време веќе тие се смируваат. Значи веќе иде зима, меѓутоа она што тие го собрале во текот на летниот период, нормално ние им ставаме и за да презимат, меѓутоа и ги дохрануваме, им помагаме да ја презимат зимата, значи тоа се вика за зимување на пчели. Главен дел е пролет и лето. Ке кажам, заради тоа што пролета самите климатски промени си го прават своето, значи веќе во февруар ќе се стопли времето, ќе почнат да цутат дрвјата, значи ќе почнат да излегуваат мислејќи дека е веќе топло време, ја трошат енергијата, ја трошат храната и после тоа заладува и се снемува. Значи одредени мед од багрем, јас искрено еве нека ме поправи некој, не знам од кога немаме извадено години наназад. Тоа е многу жалосно затоа што багремот веќе ретко ќе стане така и со другите овошја и зеленчуци и ќе немаме навистина храна што ќе може да ја јадеме и нашите генерации. Не знам искрено какво време ќе биде тоа, како ќе живеат нашите генерации, затоа сметам дека сега е прав момент да можеме да направиме нешто и да си ја зачуваме природата, да си ја зачуваме храната и животот. Вие сте во секојдневна комуникација, ако можам така да кажам, со пчелките, нели? Сега, да речеме тие што се љубители на кучиња, на мачиња, си разговараат со нив, знам и многу цвеќиња што сакаат си разговараат со нив. Како вие остварувате комуникацијата со пчелите? Сигурно имате некој своја, некако ги разбирање некој се наоѓате меѓусебно. Значи, на пчеларни кога се оди, секогаш тоа е една, како да кажам, оаза на мир. Значи, верувајте дека ако не сте смирени, ако не сте во благосостојба со самата себе, јас се уште не одам самостојно, значи одам со татко ми и многу имам уште за учење и учам. Меѓутоа, првото правило кое што тој ми го кажа е дека треба да си смирен, значи нема нервоза, нема брзање. Кога си смирен, тие не постојат да не касаат нас. Значи, касаат затоа што чувствуваат вознемиреност, чувствуваат нервоза и тоа навистина е така. Кога ќе отидете, кога сте смирени, дури може и да не носите ракавици, нема да ве каснат. Така да сметам дека се учи еден момент, тоа е начинот на комуникација. Значи прво
самите со себе треба да си се смирите во една добра благосостојба и таков начин на комуникација се остварува, само со мир. Што значи, која мудрост од пчелите треба да ја научиме ние луѓето? Која мудрост? Заедништво. Заедништво и сплотеност. План, веројатно. План, да, меѓутоа, она што пчелите, како пчелите обстојуваат е само со заедничка работа. Значи, исплотеност, тим. Тоа што ние, многу од луѓето, го немаме. Значи, не се сакаме едни со други, не работиме за наше добро. Сметам дека и пчеларите генерално тоа што го учат од пчелите треба да го практикува, значи да се соединиме како една организација која што ќе работи за наше добро. И сметам дека тоа е навистина една голема порака што денеска изостанува. Сплотеноста и заедништвото треба да се научи од пчеларството, од пчелите. Александра, многу ви благодарам на овој поучен разговор, така можеме да го наречеме, Суза. Благодарам многу и на вас. Да, имаме толку работи да учиме од пчелите, тие почитуваат и хиерархија и таму нема никаква непочит, секој си ја знае својата работа. Ви благодарам, многу корисен разговор, беше овој многу убаво потсетување за тоа колку е важна пчелата за да постоиме и ние, и човечкиот род, а сега